Беше тоа и прегледот на вестите во 9 часот. Продолжуваме со последниот час од Македонија наутро на тема спорт во продолжение. Лука Змејковски е член на кикбокс клубот Лидер, кој минатата година го освои првото место на Балканскиот кикбокс клуб, беше второ пласиран на Европското првенство во кикбокс, а на државното првенство го освои бронзениот медал. Ова е за 2023. Беше прогласен и за најдобар спортист на Виница за таа година, а за најдобар тренер, неговиот тренер Дарко Гоцевски. Да кажам одма само во најавата пред да продолжи Кристина, токму клубот Лидер така се погоди, слави денес 10 години. Слават роден ден. Зашто ќе зборуваме и со нашите соговорници. На себе ова што го кажа Ване, додавам уште еден голем успех. Лука ни се врати од светското првенство во Будимпешта со сребро, па имаме многу отворени прашања за кои сакаме да дискутираме со него и неговиот тренер. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Може би ова звучеше малку сериозно отворени прашања, но си се задржуваме ние на тоа што е наша тема спорт. Лука во финалето доминираше. Прво да честитаме за освоениот медал на светско првенство. Падна во последните 15 секунди, така избега златниот медал. Би сакал малку да истакнеме за тие одлучувачки 15 секунди, кога вака луѓе како нас што не се занимаваат со спорт, тоа изгледа многу кратко, но за спортист 15 секунди се цела вечност. Што се случуваше на напред? Изгубив кондиција. Кондиција? Да. Баш во тие 15 секунди. Па околу 15 беа. Да го опишеме вака целиот надпревар, што можеме да истакнеме за тоа како се представи, кои се твоите импресии, медал си е медал, дали е сребрен, дали е златен, верувам ти значи. Па малку да ја опишеме, да го опишеме светското првенство, што таму се случуваше. Јас сум горд бидејќи прв пат во мојата кариера извам на светско првенство и за прв пат во Виница имам светски медал. Така. И со тоа се горда. Така. Со кого се надпреваруваше? Во полуфиналето се напрвав со Украинец, во финалето со Србин. И сега кога ни пристигна Ване во студиото спортистиве и ние и Ване носи цела рака медали и чекаме да се спуштат микрофоните за да не се слушне удакот на масата. Јас одамна не сум видела волку медали во нашето студио. Ова е плюс едно сребро на цела во оваа низа која што ни ја донесе и ајде ќе им покажеме, ќе ни помогнеш и ти од каде се имаме медали на масата и што ова сребро дополнително, па ќе ни кажете и вие, Дарко, како негов тренер значи на оваа низа медали? Па, добро, Лука веќе тренира 9 години и е доста успешен. Има 15 години, што значи пред него е цела кариера, има уште време за да реди уште успеси. А овие медали се од меѓународни турнири, државни првенства, светски првенства, балкански првенства. Неколку, да, по едно. Лука е шесткратен првак на Македонија во кикбокс, балкански првак е, еве сега ни израдува исто светски медал, значи, а второ место на светско првенство, што како што кажа Лука, за нашиот, да, тоа е од светското првенство, а како што кажа Лука, за нашиот град Виница, тоа представува најголем успех досега, бидејќи се работи за прв медал некој донесен за спорт во општина Виница. Значи, Лука има, како што кажав, значи, предиспозиции, очекуваме доправа од него, да освојува уште медали, значи, ова му беше, како што спомна тој, прв настап на едно светско првенство, може би од поголема возбуда и сакаше да го земе златниот медал, попушти последните 15-20 секунди кондиционо. Во финалето, меѓутоа, сепак ова представува еден голем успех, ќе повторно за државата, исто така и за нашата општина, каде што доаѓаме Виница. Да, еве делот над преварот, кој што и го објави Лука на социјалните медиуми. Интересно е, бидејќи зборуваме за кикбокс, за еден спорт кој што ни донесе медал од едно светско првенство, па затоа малку би сакал да поразговараме околу тоа колку спортот е популарен кај нас, посебно во помалите градови кои што се надвор од Скопје. Кажавме денес прославувате како клуб 10 години, Лука е веќе 9 години дел
од вашиот клуб. Како сте задоволни од негувањето на кикбоксот како спорт? Еве, докажавме дека со упорност и со вложување може на светско првенство да се донесе медал. Овој медал нема никакво помало значење од било кој други спортски медал, дали во екипни спортови, дали во индивидуални. Каде одиме со кикбоксот? Се вложува ли доволно? Имаме ли таленти во државата? Па во последните неколку години под водство на председателот Дејан Митровски, Урко, значи кикбоксот зема замав. Еве, последните неколку години, 2-3 години, може да се пофалиме дека сме најдобра федерација, особено во боречките спортови. Тоа го истакна исто и Бобан Чуиловски, кој што беше избран за најдобар спортист на Македонија, исто така и за најдобар спортист на град Скопје, што значи дека кикбоксот има добра перспектива, има млади деца, се повеќе се заинтересирани да тренираат, значи се повеќе имаат желба да тренираат. Сега, јасно е тоа дека покрај желбата треба да има и упорност, тренерите се тука да ги мотивираат за да успеат тие за да успеат, нели, за да имаат успех. Се на се можам да кажам дека има еден кикбоксот оди во еден добар правец. Сега останува малку финансискиот дел, значи, кај што за да имаме подобри спортисти, во тој дел треба малку повеќе да се вложува, значи, од страна на државата. Очекувам дека ќе се подобри ситуацијата и се на се тоа. И токму тоа сакав да прашам. Скап спорт ли е кикбоксот? Што е необходно за да се појде на едно светско првенство? Колкав треба да биде тимот? Што му е необходно на еден спортист? Па јас вака сега ќе си кажам од лично наше искуство. Абсолютно. Па може да се каже дека е и скап спорт. Ние имаме да кажеме неколку надпреварувања годишно, како што се европски купови, светски купови, европски првенства и светски првенства, државни првенства и меѓународни турнири. За да еден спортист има добар успех, мора да ги посетува сите тие. Тоа се негде околу 7-8 надпреварувања годишно. И тоа повеќе надпреварувања се, значи, надвор од државата, освен државното првенство што е овде. Сега еден спортист да ги посетува тие надпреварувања, треба да бидеме и добро финансиски подготвени, нели? Имаме тамо 3-4 дена спиење, јадење. Со значи, еве, да кажеме, еден спортист како Лука сега што е бил, да ги има посетено сите овие надпреварувања, негде тоа ќе чини само за него околу 4000 евра. Сега се снаоѓаме, некогаш имаме некоја помош, нели, од федерацијата колку е во можност. Еве сега ние укинаа и агенција за млади спорт, така да оваа година немаме ништо финансиски добиено, да кажеме, од државата. Сами се снаоѓаме. Федерацијата кога е во можност ни ги покрива надпреварувањата, значи, меѓутоа еве останува и голем дел и ние да си покриеме. Сами без поддршка носите сребро. Ние сме таков народ, тоа не мотивира најмногу. Тога сме борци. Пред се желбата, да. Ако не знам, јас така кажувам дека си гледам од мој личен аспект, а ако некој мисли дека од ова може да заработува, подобро нека не отвара или па нема ни да има успех. Значи пред се е желбата, да имаш желба да сакаш да се надпреваруваат. Значи дечињата, децата, и јас како тренер да ја дадам една мотивација за да ти ја направат еден успех. Лука, сребро на светско првенство, верувам не застануваш тука. Кои ќе бидат твоите следни дострели или веќе следни планови кои што ги правите за надпреварување? Следни планови имаме во ноември или декември Балкански куп. Потоа имаме државно првенство 2025 на 1 мај. Исто така има европско во 2025 и се спремаме. Нема откажување. Значи, тоа значи дека ќе се видиме повторно во студиото на Македонија на Аутро со нов успех. Кристина, од секогаш сакам да видам како ти бите 101 медал од светско првенство. Например, за една од подобрите колешки да и доделиме медал за крај. Знаеш што сакав да кажам? Забележа ли колку сме тивки и
Фини, воспитани. Ето, ти да фризурата. Забележали колку сме фини, тивки и воспитани кога има спортисти? На разговорот, кога имаме кикбоксери, боксери, каратисти. Па ќе бидеш мирен, што ќе правиш. Стој. Благодариме многу за гостувањето во Македонија на утро. Ни беше пријатно да го споделиме овој успех на Лука, секако да се видиме пред Нова година после Балканското првенство. Да, Лука, не се ќе го враќаме. Благодариме многу. Благодариме на поканата. Додека се размислувам дали ќе го вратам. На тема култура. На тема култура Ване ќе најави. Колешката Славица Величковска, линк во Штип,